Коронавирусот со голема брзина се шири помеѓу учениците и децата во предучилишна возраст. Расте бројот на сомнителни, но и на позитивни случаи во повеќе градинки и училишта низ земјата. Алфа дознава дека една воспитувачка од градинката Орце Николов во населба Карпош 2 е заразена од COVID-19 и поради тоа цела група дечиња на возраст од 4 и 5 години е испратена во изолација. Родителите потврдуваат дека ги контактирал доктор за да ги извести за изолацијата на детето, а од градинката Молк одутринава на повиците и пораките од Алфа. За ситуацијата сведочи и однесувањето на вработените во градинката, каде отидовме да побараме одговор. Добар ден. А излезете во малку надвор? Потврда или демант побаравме и од општина Карпаш како надлежна институција за градинката, но и од таму Молк. Расте бројот и на парвачиња кои завршуваат во изолација во основното училиште Гоце Делчев во Скопски центар. Уште 22 парвачиња распоредени во две паралелки се во изолација од денеска, откако вчера 17 парвачиња останаа дома откако нивната наставничка доби позитивен тест на коронавирус. Мајка на една од парвачињата која е и наставник во училиштето, иако веќе неколку дена имала симптоми на коронавирусот и не одела на работа. Сепак детето го носела на настава, информираат од општината. Директорката пак тврди дека ниту наставничката, ниту детето не се појавиле во школата од 2 октомври. Дополнително, од синоќа во изолација се 10 ученици од второ оделение во основното училиште Кочо Рацин во општина Радовиш, откако нивен соученик е позитивен на COVID-19. Има уште 3 деца позитивни на вирусот, едно во Тетовско училиште Адрија Савевски Кикиш, едно дете во основното училиште Ванчо Прке од Штип и едно во Кирил и Методи од Кочани. Од Министерството за образование и наука информираат дека од стартот на учебната година досега во изолација се вкупно 53 ученици и 8 наставници.